Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 635-то издание. Зимската хибернација е при крај, што значи дека се славеше што се славеше овој месец и редно време е да се стави маската, да се земе оружјето и продолжи убиствениот поход во Дансе Макабре и се одржи децениската традиција на посветување на првата епизода од календарската година на најавата на хорор филмови кои ќе може да ги погледнеме во 2026 година, без разлика дали ќе имаат премиера во големите цинџири на киносалите, ќе играат на филмските фестивали или ќе ги нападнат нашите домови директно преку стриминг платформите. Дансе Макабре бурно и неуморливо ќе го следи појавувањето на секој од нив, бидејќи сите ќе бидат во игра за избирање на најквалитетниот хорор филм во последната календарска епизода во 2026 година, така што ви посакувам крвава година и нека победи најстрашниот. А почетокот на емисијата беше посветен на Мегадет и нивниот според наводите на Дейв Мустейн последен албум на бендот, кој е именуван исто како и самите треш метал великани, од кои ја слушаме композицијата I Don't Care и Let There Be Shred, а во продолжение ќе слушнеме и хардкор фанатици, односно ги слушаме Lionheart со композиции од нивниот албум Valley of Dead 2, односно Ice Cold и No Peace. Со што значи дека во текот на емисијата ќе слушаме музика која што е издадена од бендови во текот на јануари 2026 како своевиден почеток на годината и на рамниште на музички изданија кои ќе ги проследиме во текот на Дансе Макабре. А Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемеријето, зависта и користолюбието, туку уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци и секој издание на мала победа против шумдот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера имаме закажано полноќен танц со смртта по 635 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Во текот на емисијата ќе се обидам да ви дадам традиционално 66 предлози за хорор филмови кои имаат најголема промоција за себе, за да може до нас да дојдат основните податоци пред се за нив, кои ги работи и кога се детерминираните датуми за нивно прикажување, кои секогаш морам да напоменам дека постојат екстерни фактори кои се во игра за нивно променување, а дел од филмовите нема да имаат јавно објавени датуми, особено тие во втората половина на годината, па нив ќе ги напоменам дека ќе се прикажат, но нема да знаеме кога точно. И секако групата која од година во година ја влечкам со мене, односно групација на филмови кои најмногу ги мразам, тоест тие кои ни се ветени, но никогаш не се исполнети. Односно поточно остварувања кои наводно ќе имаат премиера оваа година, но да бидеме реални, тоа нема да се случи без разлика на слабите избори кои ги имаме за испливување на тенките информации за нив, но секоја година има и такви, како што е случајот со Екзорцист на Фланеган или пак Онслот на Вингард оваа година, како што е случајот. Но сепак знаеме дека годината ќе одбележат на големо платно Scream 7 и Evil Dead Burn, додека пак кај фестивалските миленици со нетрпение ги чекаме The Plague, Obsession и Hoku. Првиот филм за кој ќе ви говорам денес е We Bury the Dead, премиера ќе има на 2 јануари. Дейзи Ридли глуми жена која го бара својот сопруг по воена катастрофа што предизвикува масовни жртви, кои потоа се враќаат од мртвите. Во најновиот филм на сценаристот и режисер Зек Хилдридж од 1922 глумат и Брентон Твейс, Марк Кол Смит и Мет Вилан. Во прашање е зомби хорор филм, наменет и за големо платно и за мал екран. Вториот филм е Primate, кој имаше премиера на 9 јануари, веќе игра и во нашите киносали, кој го режира моето другаче Јоханес Робертс, кој го сними The Strangers Prey at Night и 47 Meters Down, кој сними анималистички хорор филм за шимпанзо убиец. Главните улоги ги играат Џони Секвоја и добитникот на Оскар Трој Куцар,
односно од Кода, во неговата прва хорор улога, се разбира. Заплетот прикажува едно тропско бегство, кое е прекинато од домашно мелениче кое станува насилно, убивајќи ги неговите наследници од животинското царство, односно луѓето. Забавени и населен се двете ознаки кои ги има овој филм, така што погледнете ово кино додека ја имате се уште таа можност. Потоа, овој јануари, исто така, своја премиера имаше 28 Years Later, The Bone Temple, уште еден филм кој што ги нападна киносалите овој месец, односно продолжението на минатогодишната нова сага за 28 дена подоцна, кој овој пат режисерката Ния де Коста го презема кормилото во вториот дел од оваа трилогија. Филмот ќе продолжи од неговиот предходник со Сер Джими Кристал, односно со Джек О'Конер и неговата весела група на злосторници, со младиот херој Спајк, глумен од Алфи Вилијамс, и сега под негово крило. Исто така очекувајте дека доктор Келсон, односно глумен од Ралф Фајнс, треба да ја репризира неговата луда улога, кој веќе е влезен во модот на апокалипса сега. Ния го снима со низиниот кинематографер од Candyman, за жал не работи со Дод Ментол, а сценариото се уште е на Гарланд, Бойл се уште го продуцира, така што во најава е акциона екстраваганца, која наводно треба да биде тоа што е Aliens во споредба со Alien. A Useful Ghost исто така треба да го напоменам, 16 јануари имаше и тој своја премиера, односно реткостено сепак се случува држава да кандидира хорор филм во конкуренција за интернационален Оскар, со тоа што таа смела одлука ја направија Тајланд оваа година со нивната неконвенционална љубовна приказна, во која што еден ожалостен вдовец открива дека неговата почината сопруга запоседнала правосмукалка. Петтиот филм за денес кој ќе ви го најаваме, Killer Whale, исто така 16 јануари, имаше своја премиера, филм во кој Вирџинија Гарднер, која ја знаеме од The Fall, Мил Джарнсон и Мичел Хоуп глумат во уште еден анималистички хорор, во кој се прави една нова итерација на Shallows, само што двете преживувачки на карпата бегаат пред се од кит и бараат да преживеат, а не од ајкула. Филм кој имав можност да го гледам и имаше крајот една многу иритантна сцена во која кит кој тежи од прилика 1 тон, не заринка, не заглави на плажа кога нападна една од девојките, што мислам дека комплетно го уништи филмот, со тоа што тој е режиран од Джоан Бречин, која што го режира сценариото напишано заедно со Кетрин Макфи. Така што CGI китовите напаѓаат и овој јануари. Шестиот филм е Night Patrol, исто така 16 јануари е премиерата. Полицаец од полицијата во Лос Анџелес ги остава настрана разликите со локалните улични банди, кога открива дека локалните сили кријат опасна тајна во најновиот филм од режисерот на Low Life и VHS 94, односно Райан Проус. Значи, корумпирани полицајци кои се вампири се опрашање. Во главните улоги се појавуваат Джастин Лонг, CM Punk, Джермейн Фаулер, Фреди Гибс и Flying Lotus. Седмиот филм е Дуба Дуба, 23 јануари, каде што бебиситерството станува се понепријатно поради збунувачкото однесување на детето во found footage филмот од Ерланд Колингсворт. Дуба Дуба е целосно снимен со помош на домашна безбедносна камера и црпи елементи и од аналогните хорор филмови популаризирани на YouTube, кој едва и чекам да го погледнам. Осмиот филм е Mother of Flies, исто така 23 јануари е неговата премиера, каде млада жена се соочува со смртноста и се осмелува да избега од смртта во шума во најновиот филм на филмското трио предводено од Тоби Позер, Джон Адамс и Зелда Адамс, односно тие имаат работено на Hellbender, Where the Devil Roams и Hellhole. Колективно се познати како семејството Адамс. Лудо Адамс исто така глуми во оваа вештерска приказна, која со нетрпение чекам да не ја гледам, затоа што не сум мераклија на нивните нискобуџетни дефектлиски филмови. Деветиот филм за денес е Return to Silent Hill, 23 јануари е неговата премиера. Режисерот Кристоф Ганс се враќа на франшизата Silent Hill со адаптација на втората
итерација од оваа игра, која е една од најомилените кај играчите. Джереми Ирвин ќе го игра Джеймс, заедно со Хана Емили Андерсон, која што ќе глуми Мери Кейн. 10-тиот филм, кој ќе ви го најаваме, Iron Lung, премиера на 30 јануари, во кој осуденик се движи низ океан во крв на полна месечина преку подморницата во очајна потрага по ресурси за преживување. Креаторот на содржини Маркиплеер ја објавува својата самофинансирана адаптација на инди хорор играта, создадена од Дейвид Шимански, односно инди хорор видео игра од 2022 година. 11-тиот филм за денес исто така има премиера на 30 јануари, односно Send Help. Сем Раими, режисерот на The Evil Dead и Drag Me to Hell, се враќа на режисерската позиција со едно мрачно комичен психолошки трилер, напишан од Демиан Шенон и Марк Свифт, кои работеа на 5-13 и Фреди против Джейсон. Линда Лидл, глумена од Рейчел МекАдамс, и Бредли Престон од Дилан О'Брајен се соочуваат со една работна неслога, така ќе условувам, откако се изолирани на самиот остров. И последниот филм за јануари, 30 јануари исто така, премиера World Breaker, кој што ќе го запечатиме првиот месец со новиот филм на одличниот режисер Брет Андерсон од Session 9 и Машинистот. Го знаете него, се здружува со звездите Лук Еванс од Dracula Untold и Мила Јовович од франшизата Resident Evil во постапокалиптичен научно-фантастичен акционен трилер кој става едно семејство на Нишан на опсадата од чудовиштата што го уништуваат човештвото. Јануари се обидуваат да го направат новиот Октомври, барем во Холивуд, односно новиот Хеловин, но не знам дали ќе успеат со оваа понуда која што имаат годинава. Ќе биде забавно, но нема да сме бомбардирани со насловите, како што тоа се случува, на пример, во Октомври. Месецот речи си заврши, а голем дел од овие филмови кои веќе ви ги напоминав не се достапни за гледање во нашите домови, односно дел од нив имаат поточно сите имаат премиери во САД и многу мал дел од нив имаат во нашите киносали, така што супер за американците. Ние не ја забележуваме оваа нивна инвазија на хорор жанрот во домовите, барем не на платформите, затоа што само Китот убиец и филмот на Туби Dead Name, например, се достапни моментално, кои ги имам погледнато во текот на оваа година. 13-тиот филм е филм кој што исто така беше достапен, меѓутоа минатата година стана достапен, односно Дракула. Ќе има своја кинопремиера на 6 февруари во САД, со тоа што филмот минатата година веќе кружеше низ фестивалите, но во САД наредниот месец ќе се прикаже. Го режира Лук Бесон, го знаете од Леон Професионалец, од Петтиот елемент, кој го адаптира култниот роман. Меѓутоа тоа го прави со Кейлеб Лендри Джонс од Антивайрал во улогата на крвопийниот принц. Кристоф Валц од Дженго Анчейт и Зои Блу исто така глумат во овој филм, а Дени Елфман, односно човекот кој што прави музиката за Бетмен и за Битлџус, ја компонираше музиката. И покрај Носферату, не знам зашто беше потребен овој филм да се појави минатата година, оваа љубовна приказна за Дракула кој убаво изгледа, ама веќе имавме ваква стрейт адаптација од страна на Копола и непотребна е уште една, барем мене ми беше заборавлив минатата година кога го неминовно е да биде спореден со Носферату, така што освен тоа што има направено од Лук Бесон еден солиден адаптација на Дракула, нема ништо повеќе што ќе придонесе за и околу или па некаков нов агол да направи на прикажување на овој култен хорор лик, а додека сме кај немање нови агли на прикажување на култни ликови, 14-тиот филм за вечерва е The Strangers, односно Chapter 3. 6 февруари е премиерата, најнеквалитетната реимагинација во историјата на хорор жанрот ја направи Рене Харлен, кој се посрамоти со првите два дела и сега ќе го повтори неуспехот и со третиот дел. Не е важно кој глуми, апсолутно ништо не е важно во овој непотребен ребутиран серијал кој само го експлоатира концептот без да даде ниту гледлива визија на самото дело. Вториот дел минатата година според мене немаше материјал ни за краток филм, а не па за долг. Ме плаши да го пуштам третиот и тоа не ме плаши како што сакам да бидам уплашен од добар хорор филм. 15-тиот филм за вечерва е Whistle, 6 февруари исто така има премиера. Го работи режисерот на The Nun, Майко Корен Харди.
се враќа со хорор филмот Whistle, со уште еден филм за проколнати предмети во кој средношколци се справуваат со смртоносна клетва што несвесно ја ослободуваат кога откриваат едно астечко свирче на смртта. Главните улоги ги има Дафне Кин, знаеме од Логан се извинувам, Софи Нелисе од Yellow Jacket, Sky Young од Rebel Moon, Перси Хайнс Уайт од Wednesday и Ник Фрост се појавува од Shaun of the Dead, кој го знаеме. 16-тиот филм за вечер е Cold Storage, 13 февруари има премиера. Тивка ноќна смена станува смртоносна кога една паразитска габа ќе избега од најниското подниво на закопана воена база во хорор комедијата, која што е адаптација на романот на Дейвид Кеп. Тој е авторот на, односно го знаеме од Jurassic Park и Dead Becomes Her, како нивен реализатор. Лиам Нисон, Джо Кери од Stranger Things се појавува тука, Джорджина Кембл од The Watchers и од Barbarian глумат во филмот кој е режиран од Џони Кембл, односно од Дракула на Netflix. Ова ти е некако вид на комичен Twilight Zone потфат. 17-тиот филм за вечерва е Honey Bunch, 13 февруари, Valentine хорор филм, кој оваа година ќе биде режиран од екипата која стои за The Violation, односно Медлин Симс, Фивер и Дасти Манчинели, кој го става на тест бракот на еден пар кога тие се појавуваат во експериментална медицинска установа во вид да ја поправат амнезијата која што веќе ја поседуваат. Наместо тоа се појавува една недоверба, односно има знаци дека местото не е баш така како што изгледа. Главните улоги ги имаат Грейс Гловицки од Dead Lover, Бен Пети исто така кој што таму се појавија, Джейсон Айзекс, да не забораваме дека и тој е тука, од Wild Lotus Event Horizon, Кейти Дики од The Witch, Джулиан Ричардс од Boys Afraid, од Anything for Jackson и подобро го знаеме како смртта од ТВ серијата Supernatural. И за самиот крај на февруари, да ги напоменам, Psycho Killer, 20 февруари има премиера, во кој полицајка од патрола на автопатиштата во Канзас го пронаоѓа убиецот на незиниот сопруг, кој е многу посадистички настроен отколку што можеше предвиди о сатанистичкиот слешер во режија на Гевин Полоун, односно човекот кој стои зад Zombieland и Panic Room, и е напишан Ендрю Кевин Вокер, односно од авторот на Sleepy Hollow. Во главните улоги се појавуваат Джорджина Кембл, Джеймс Престон Роджерс, потоа Грейс Дав од The Revenant, Логан Милер од Escape Room и се разбира Малколм Макдауел, маестрото од Хелоуин и Clockwork Orange. 19-тиот филм за вечерва е Redux, 20 февруари исто така премиера. Ирена Кели патува низ паралелни универзуми, убивајќи го убиецот на незината ќерка одново и одново, ставајќи ја својата човечност на коцка во научно-фантастичниот трилер за одмазда, напишан и режиран од браќата Кевин Макманус и Метју Макманус, односно кои ги знаеме по одличното инди остварување The Block Island Sound. Во главните улоги се појавуваат и Михаела Макманус од, ја знаеме, не од Law and Order, потоа Джим Камингс од Halloween Kills, Джереми Холм од Mr. Robot, Тейлор Мисијак од Дейв, Грейс Ван Диен од Stranger Things и Стела Маркус, една од подмладокот на оваа екипа. За самиот крај на овој февруарски преглед ги напоменувам уште This is not a test, 20 февруари премиера, сценаристот и режисер Адам Макдоналд, кој го знаеме Outcome, The Wolves и Pyewacket, го адаптира истоимениот роман, односно Young Adult авторката Кортни Самерс од 2012 година, кој следи група на средношколци за време на зомби апокалипса која избугнува на среде час. О хорор филмот за Young Adults глуми Оливија Холт од Hard Eyes, Фрой Гутиерес од The Strangers. Ги имаме тука и Кортен Мур, ако не се лажам, Клои Авейкиан имаме и Лук Макфарлайн од Брос. И секако, 21 филм за вечерва, 27 февруари, долго очекуваниот Scream 7. Нив Кембл се враќа во серијалот како Сидни Прескот, а ликот е во центарот на вниманието кога Гост Вест ја таргетира незината ќерка Изабел Меј во седмиот дел од оваа франшиза. Ќе се придружат актери кои се враќаат на овој серијал, вклучувајќи ги Дейвид Аркет, Кортни Кокс, Скот Фоли и Метју Лилард.
Мейсон Гудинг и Јасмина Савој Браун исто така ќе ги повторат своите улоги од претходните два дела. Оригиналниот сценарист на Скрин, Кевин Вилиамсон, режира според сценариото кое го пишува заедно со Геј Бјусик, односно авторот на Скрим од 2002 и Скрим 6-ката. Така што сите елементи се во игра во ова долгоочекувано продолжение и со оваа екипа, со овој потенцијал, мали се шансите за правење на катастрофална грешка и се надеваме дека повторно Скрим ќе биде постмодерен и повторно ќе го преврти жанрот однопаку и ни даде нови конвенции кои што треба да ги следиме и ќе го препороди пред се жанрот. Ако не го направи тоа и пука во празно, сите ќе бидеме незадоволни. Правиме тука една кратка музичка пауза, слушаме композиции од албуми кои беа издадени во претходните неколку дена, односно и слушаме хеви металците Bullet со композицијата Kickstarter, потоа ќе слушаме Blanket со Hole in My Head, потоа следуваат Creator во соработката со пеачката на Hiraes и композицијата Tranen Blast, која што се наоѓа на новиот албум на Crushers of the World, посветена на Suspiria на Dario Argento. Потоа Moon Wisdom ги слушаме со Asian Winds и ќе завршиме агресивно со Paleface Swiss и композицијата која најмногу ми се допадна од нивното EP The Wilted, Let Me Sleep. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 40 на хорор филмови кои ќе ги гледаме во текот на оваа година. Уживајте. Во средишниот сегмент на емисијата ќе ви говорам за филмовите во кои ќе бидат објавени во периодот на пролет и на лето. Ја затворивме зимската објава на филмовите, односно прегледот на филмови кои во оваа зима ќе доминираат и во киносалите и на стриминг платформите. Односно, во вториот сегмент ќе ви говорам за филмовите кои ќе се појават од март до септември, но претходно не смее да се занемари новото издание на Sundance, кој ќе се одржи од 22 јануари до 2 февруари, односно започнувајќи од утре се разбира, каде има 7 хорор филма во полноќната селекција. Точно е тоа дека големите филмски фестивали имаат Midnight Selection, меѓу кои се уште не знам зашто се наоѓа музичкиот документарец на австралијанскиот концерт The Best Summer на Тамра Дейвис. Меѓутоа, покрај него си има легитимни жанровски остварувања, како што е Бади, во режија на Каспер Кели, за храброто девојче и незините пријатели, кои што мора да избегаат од дементната верзија на некојаш популарното детско телевизиско шоу. Потоа Левитикус, во режија на Адриан Чиарела, потоа Mom, I'm Alien Pregnant, од работен од Thunderlips, една новозеландска хорор комедија за една миленијалка која случајно забременува од вонземјанин. Потоа Rock Springs во режија на Вера Мијао, која што во кој ожалостено семејство се сели во нов град по трагедија само за да открие злокобни тајни кои се кријат во шумата за нивната куќа. Потоа ќе го напоменеме и Сахарин во режија на Натали Ерика Джеймс, австралијански филм уштеден, откако подлегнува на една нејасна луда за потреба од слабење, поврзана со јадење човечка пепел. Залюбената студентка по медицина Хана се наоѓа себе си тероризирана од духот на лицето кое што го има конзумирано. Едно прилично интригантно сценарио и најочекуваниот филм од Sundance кој едва чекам да го гледам, кој е доволно извикан да се рамни со сите тие филмови кои имаат излезено од Sundance, е Undertone, во режија на Иан Туасон. Тој е најочекуваниот од филмовите во кој глуми Нина Кири како Иви, односно жена која води паранормален подкаст со својот пријател Джастин, глумен од Крис Холден Рид, каде што таа е скептика, тој е верникот, откако се враќа дома за да стане негувателка на незината мајка која што е на умирање, глумена од Мишел Дюк, и се испраќа снимки од брачен пар кој доживува паранормални звуци во својот дом, што ја вовлекува еви во своевиден страф и параноја, со тоа што во прашање е лиминален хорор, каде Еви е прикажана во
крупени во широк план, а останатите ликови се вон фокус и се игра со моќта на дизајнот на звук која има улогата во хорор филмовите. Широката премиера, ако не се лажам, ќе ја има на 13 март по прикажувањето во Sundance. Да преминеме на филмовите кои исто така во март ќе имаат своја премиера, односно The Bride, 6 март, минатата година веќе ви го најавив, а ова ќе го гледаме Кристијан Бейл како чудовиштето на Франкенштајн и Джеси Бакли како невестата на Франкенштајн во радикалното преосмислување од страна на режисерката Меги Джиленхол. Од 1930-тите години е ситуирано действието во Чикаго, инспирирано од класичниот хорор филм на Джеймс Уейл, филм кој ќе ја стави невестата на прво место во незината сопствена приказна, се разбира. Во филмот глумат и Питер Сарскарт, сопругот на Меги Джиленхол, номинираниот за Оскар Джейк Джиленхол и добитничката за Оскар Пенелопе Круз, така што богата актерска екипа имаме тука. Во САД ќе има своја премиера филмот кој што беше прикажан минатата година на Кан, односно Алфа, 27 март е премиерата, секоја чест за едногодишното достоење за прикажување на филмот на Џулија Докурно, авторката на Ро и Титан, кој играше минатата година на Кан, како што веќе ви напоменав, кој имав можност да го гледам и е нејзиниот според мене најслаб филм досега, кога светот е затрупан во еден вид апокалиптичен навев, денот кога 13 годишната Алфа се враќа дома во свет кој има неизлечива болест, кога луѓето постепено се скаменуваат. Фантазмагорична итерација на епидемијата на СИДА од 80-тите. Во филмот глумат Голфидеш Фарахани и Тахар Рахим. 24-тиот филм кој ќе ви го напоменам вечер е Hunting Matthew Nichols, 27 март исто така има своја премиера, режисерско деби на Маркијан Тарасјук, кој има псевдодокументарен пристап и ја следи сестрата која го бара својот брат Метју, кој исчезнал 2001 година, додека снимал истрага за локалната култна легенда инспирирана од Blair Witch Project. Тарасјук се глуми себе си заедно со Миранда Макдугал и Рајан Александар Макдоналд. 25-тиот филм е Ready or Not, Here I Come. Исто така 27 март, звездата на оригиналниот филм Самара Вивинг, режисерите Мет Батинели Олпин и Тейлор Жилет, како и сценаристите Гей Бјусик и Ар Кристофер Марфи се враќаат за продолжението кое започнува моменти по завршувањето на последниот филм. Следува нова игра, овој пат со Кетри Ньютон, Сара Мишел Гелар, Шон Хатоси, Нестер Карбонел, Дейвид Кроненберг се појавува, Елајджа Вуд се појавува, Кевин Дурант, Оливија Ченг, Даниел Бърн и се приклучуваат на ова експлозивна забава. 26-тиот филм е They Will Kill You, исто така 27 март, го затвораме со Зази Битс, односно која знаеме од Джокер и од Рани. Ја игра улогата на жена која се јавува на оглас за чистење на облако дерво во Њујорк, несвесна дека нејзините жители имаат тенденција да исчезнат. Кирил Соколов, односно режисерот на Why Don't You Just Die, одличната хорор комедија, режира според сценарио напишано во соработка со Алекс Литвик. Во филмот глумат и Мајала од Buddies, Патриша Аркет и Хедер Грем. Со оглед на тоа што Ready or Not Here I Come е поместен на истиот датум на премиера, предпоставката моја е дека They Will Kill You веројатно ќе се помести исто така со својот датум на премиера, за да не се поклопи во киносалите со него. The Mummy, Ли Кронин. 17 април е премиерата на овој филм. Режисерот на одличниот Evil Dead Rise, Ли Кронин го дава својот уникатен осврт на филмот Мумија, а деталите од заплетот се во државотајност барем. За сега Джек Рейнор од Midsommar и Лаја Коста од Wheel of Time глумат во новата верзија на класичното чудовиште, така што никако да се направи значаен филм за овој монструм на Universal, па да видиме дали Blumhouse во соработка на Warner ќе успеат во тоа или не. 24 април премиера на Apex, Шарли Стерон ќе се бори за својот живот во трилерот за преживување на Netflix, опишан како фри соло во комбинација со Silence of the Lambs, со тоа што Терон глуми како алпинист кој е прогонуван од убиец, кој игра Терон Еджертон.
Потоа Балтазар Кормакуро Тач режира според сценаријата на Джереми Робинс, кој има работено на ТВ серијата The Purge. Ерик Бана од Deliver спомнувал исто така глуми, кој ме потсети повеќе на филмот со Кевин Бейкон, односно трилерот со на чамецот кој што се одвиваше во планинската река. Deepwater ќе има премиера на 1 мај. Меѓународните патници на пат кон Шангај од Лос Анџелес се наоѓаат во води полни со ајкули во новиот трилер за ајкули од режисерот на Deep Blue Sea, Рени Харлин, кој да се надеваме дека нема да го пропасти овој концепт како Strangers, во него глумат и Арон Екхарт и Бен Кингсли како и Моли Рајт. Исто така, 1 мај, еден доста значаен филм има своја премиера, Хокум, во режија, односно во кој се појавува како главна улога Адам Скот, односно него го знаете од одличната ТВ серија Severance, глуми осамен романописец кој е вознемирен од вештерски приказни во ирската гостилница. Односно тоа е новиот филмски кошмар од режисерот на Одити, сценаристот и режисер Дамијан Мекарти, каде исто така глумат и Питер Кунан, Дейвид Вилмот, Флоренс Ордеш, Вил О'Конел и Майкл Петрик и голем број на ирски актери. 31-виот филм, еден од најочекуваните филмови за оваа година, Obsession. 15 мај ќе биде конечно неговата премиера. Безнадежен романтичар добива многу повеќе од колку што очекувал, откако ќе ја скрши мистериозната врба со која нуди една желба за да го освои срцето на неговата симпатија. Сценарист и режисер е Кери Паркер, односно него знаете како авторот на YouTube сензацијата Milk and Cereal, кој го носи стравот интензитет од овој хорор филм за исполнување на желби во кој глумат Майкл Џонстон, Инде Неварет, Купер Томилсон, Меган Лолес и Енди Рихтер. Најфалениот филм од фестивалите кои го очекуваме конечно да го погледнеме оваа година. Исто така, најизвиканиот филм на големото платно секако дека ќе биде Disclosure Day, 12 јуни. Стивен Спилберг се враќа во светот на научната фантастика со овој Disclosure Day, напишан од честиот соработник на Спилберг, односно Дейвид Кеп. Во филмот глумат добитникот на секи номиниран за Оскар и номинирана за Оскар Емили Блант од Опенхаймер, која знаеме, и од Quiet Place, потоа Джош О'Конор од Challengers и Crown, Колин Фирт од King's Speech, Иви Хјусон од Bad Sisters и Perfect Couple и секако Колман Доминго од Sing Sing и Растин. Не може да имаме Scream, а да немаме Scary Movie, така што Scary Movie 6 ќе има своја премиера на 12 јуни и оваа година ќе му направи спуф на Scream и на сите останати хорор филмови. Miramax и Paramount ја враќаат франшизата со хорор пародија и повторно ја собираат екипата во знак на нивната прослава. Оригиналните креатори Марлон Вейнс, Шон Вейнс и Кинан Айвери Вейнс се враќаат во екипата заедно со Реджина Хол, Ана Фарис, Локлин Мунро, Дейв Шеридан и Џон Абрахамс. 3 јули премиера има и Шивер. Американците си планираат на 4 јули да го поминат во друштво на ајкули, зашто не смееме да им замериме. Напротив, го очекуваме овој филм и деталите за заплетот се оскудни и ригидни за овој трилер со ајкули во кој главните луѓе ги играат Фиби Дейвонор, Уитни Пик и Дижмон Хјунсу, се извинувам што кршам ова име, но режисерот е тој што е поим за квалитетна забава, кој не успеал да разочара барем не досега, Томи Виркола, односно човекот кој стои зад Хансел и Гретел Witch Hunters, Dead Snow и Violent Night. Така што Шивер ќе биде едно крваво ајкулско доживување. Додека сме кај крвави работи, 24 јули, уште еден значаен филм, Evil Dead Burn. Режисерот Себастијан Ваничек, кој што имаше претходен успех со неговиот филм Infested, односно инсектите кои што уништија светот од овој филм, има за цел да испорача еден гаден филм за серијалот на Evil Dead, односно филм што боли, како што веќе се пофали досега. Во главните улоги се појавуваат Соухейла Јакуб од Dune Part 2, Хантер Духан од Wednesday, Лусијан Бушанан од The Night Agent и Тенди Рајт од Pearl. На 14 август, насреде лето, веќе сме длабоко завлезени, Flower Whale Street, следниот филм на
режисерот Дейвид Роберт Мичел, односно авторот на It Follows, е мистериозен жанровски филм во продукција на Bad Robot на J.J. Abrams, за кој што се шпекулира дека ќе има диносауруси. Наводно. Ен Хетовеј, Иан Макгрегор, Мези Стела, Кристијан Конвери глумат во филмот опишан како Thrill Ride, единствениот збор кој што можев да го најдам во поглед на него. Август ќе го завршиме со премиера на Insidious The Bleeding World, 21 август. Елис Рение, односно глумена од Лин Шеј, се враќа во незиното продолжение на серијалот. Преодреденам да се осмели уште еднаш да се пушти во The Great Beyond, за да се пресмета со духовите. Джейкоб Чейсот го режира филмот, односно шестиот дел на серијалот во кој што глумат Амелија Ив од Haunting of Bly Manor, Брендон Переа од Nope, Мейзи Ричардсон Селерс од Legend of Tomorrow, Сем Спруел од Fargo и Айленд Остин. Чейс го напиша сценаријата заедно со Дейвид Лесли Джонсон и Мек Голрик, односно автор на The Conjuring 2, тоест Orphan. Clayface, 11 септември има своја премиера. DC му дава на негативецот на Batman Clayface третман на теренсен хонор кој се споредува со филмот на The Fly на Дейвид Кроенберг. Наводно, на хартија, ништо не знаеме како ќе биде и што ќе биде реализиран. Джеймс Воткинс, односно режисерот на The Woman in Black и Speak No Evil, режира според сценариото на Майк Фленаган, односно авторот на The Haunting of Hill House и Доктор Слип, и Хосеин Амини, односно авторот на Drive. Се извинувам, главните улоги ги играат Том Рис Херис од The Gentleman и Наоми Еки од Blink Twice. Може да биде досадно стриповско блокбастерско ѓубре или може да биде перверзен култен боди хорор. Најверојатно ќе биде првото, затоа што DC немаат смелост за втората моја хипотеза. 39-тиот филм за вечерва е Resident Evil. 18 септември Зек Крегер се соочува со франшизата Resident Evil со нов филм дизајниран да го врати филмот конкурените на хорор филмовите на ова IP и ќе видиме фраерот од Weapons што ќе смисли и како ќе ја реобмисли франшизата која замина во неповрат. Кали Рейс од True Detective Night Country, Зек Чери од Severance, Джоно Вилсон од Twisted Metal, Остин Абрамс од Weapons и Пол Волтер Хаузер од The Naked Gun се појавуваат помеѓу актерите на овој филм. Така што тука можеме да направиме една кратка музичка пауза за да може да слушаме најагресивните бендови за вечерва, односно и слушаме Sardonic Allegiance со нивната моќна композиција Your God Now, потоа ќе слушаме Of Sulfur со Seed, Carry On Vile, мора да имаме представници од Dead Metal жанрот, не само Black Metal бендови, со Truth or Consequences. Сите тие се композиции од нивните нови студиски албуми. Ќе завршиме со Black Metalците Аленде со Вархайт Тайл, првиот дел од ова сага која што ја имаат започнато, и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за преостанатите филмови кои не очекуваат во есен и зима 2026, односно периодот за и околу Хелоуин. Уживајте. Хелоуин, односно воопшто октомври, знаете дека е месец во кој секој ден се појавува нов хорор филм. Така ќе биде и оваа година, каде Other Mommy ќе има своја премиера на 9 октомври. Тоа е следниот филм од режисерот Роб Севич, односно авторот на скринлайф филмот Host, кој е адаптација на хорор романот на Джош Малерман, односно авторот на Bird Box, која следи 8-годишната Бела која живее во дом кој е товарен со проблеми поради проблематичен предсе брак на незините родители, само за да види како незиниот живот дополнително се вложува од злокомното суштество кое го нарекува друга мајка, односно Other Mother. Во главните улоги се појавуваат Арабела Оливија Кларк, односно ја знаеме од The Housemaid, потоа Джесика Честейн од It Chapters 2, Джей Дуплас од The Crypt Tapes, Дичен Лакман од Severance, Шон Кауфман од The Summer Returned Pretty и Адам Силвер од Velvet Buzzsaw.
во октомври 16 поточно Whalefall ќе има своја премиера. Остин Абрамс глуми нуркач во потрага по останките од својот починат татко, кој е проголтан од кит, долг 80 стапки и тежок 60 тони и има само 1 час пред да му снема кислород. Брайан Дафилд, односно режисерот на No One Will Save You, многу добро знае како се снима хорор филм со еден лик заглавен во незавидна ситуација, кој го режира овој подводен трилер за преживување на 20th Century Studios според сценариото што го има напишано заедно со Даниел Краус, базирано на романот од Краус од 23 година. Исто така глумат и Джош Бролин, Елизабет Шу, знаеме од The Boys, потоа Джейн Леви од Evil Dead, Джон Ортис од Kong Skull Island и Емили Рад од Fear Street вториот дел, 1978. Значи, втор кит убиец оваа година имаме, овој пат Spermwell, не орка како што беше случајот во Killer Whale. 23 октомври, Remain ќе има своја премиера. Еден ожалостен архитект се сели во Кейп Код поради работата од како ќе напушти психијатриската установа, каде што среќава мистериозна жена во неприродниот романтичен трилер, работа на M. Night Shyamalan, базиран на романот што го има напишано заедно со авторот Николас Паркс, односно авторот на The Notebook и Walk to Remember. Джек Джиленхол од Дони Дарко, Фиби Дейнор од Бриджертон и Ешли Уотерс од Adolescence ја предводат актерската екипа. Имаме уште неколку филмови кои имаат датум, останатите се дискутабилни кога ќе ги погледнеме. И затоа нема, барем во овој момент, 11 месеци во иднина, не можеме да говориме за што точно ќе биде прикажано, меѓутоа имаме само 2 наслови во декември, кои се дефинирани и тоа како ќе се гледаат. Violent Night 2 е еден од нив, 4 декември. Дедо Мраз, глумен од Дейвид Харбор, се враќа во својата улога и е подготвен да крши черепи во продолжението на божитниот акционен трилер од 2022 година. Режисерот Томи Виркола исто така го режира овој дел, заедно со сценаристите го работи филмот Пет Кейси и Джош Милер. Даниела Мелкиор и Кристен Бел се придржуваат во продолжението, така што и оваа нова година ќе декорираме елки со внатрешните органи во овој слешер. И 25 декември, најочекуваниот филм за оваа година, Werewolf. Филмот кој сите со нетрпение го чекаме да го погледнеме во кино, односно новиот филм на режисерот Роберт Егерс, авторот на The Witch и Nosferatu, е историско дело од 13 век, опишано како средновековен хорор филм. Во него Врколак го тероризира едно мало магливо село. Режисерот го напиша сценариото на Werewolf заедно со Сион, исландскиот поет и романописец кој претходно го напиша викиншкиот филм The Northman, со Егерс, со кој пред некоја година се запозна во Младинскиот културен центар, додека имаше промоција на неговата книга. Режисерот повторно соработува со звездите од Носферату, односно Вилијам Дефо, Арон Тейлор Џонсон и Лили Роуз Деп. Филмови кои се уште немаат датум кога ќе бидат прикажани, меѓутоа ќе ги погледнеме во текот на оваа година се The Backrooms, виралниот YouTube серијал на Кейн Парсонс, кој се опатува кон големото платно благодарение на A24. Во него глумат актерот од Крip Марк Дуплас, Фин Бенет од True Detective, Лукита Максвел од Afraid, Аван Јорге од Resident Evil Welcome to Raccoon City, потоа Рената Рейнсве, да не ја забораваме, и таа е составен дел од оваа екипа, добитничката на Европскиот Оскар неодамна за Sentimental Value, со оглед на тоа што продукцијата се одвиваше од текот на летото 2025 година, веројатно е дека овој лиминален хорор ќе се појави некаде во 2026 година. Пред неколку дена и се појави едно вознемирувачко видео за возобличени ходници кои се видоизменува со нивното правење низ нив, така што веќе кампањата ја започна за промовирање на овој филм. Bodycam исто така ќе се појави оваа година, кога двајца полицајци се доаѓаат да истражат на семејна неслога, имаат изненадувачка ескалација води кон трагичната несреќа, не сакајќи да бидат распнати од јавноста, полицајците се обидуваат да го прикријат тоа, само за да откријат дека нивните камери кои се закачени на нивните тела не се единствените работи што ги гледаат и ги снимаат пред се. Најновиот филм на режисерот на Night of the Reaper, Брендон Кристенсен, треба да пристигне пред се на Шадар во 2026 година.
А еден од филмовите кои што веќе е достапен и може да го гледате е Crazy Old Lady, во кој на бурна вечер Педро добива еден очен повик од неговата поранешна девојка која го замолува да се грижи за незината сенилна мајка Алисија. Од едноставна услуга наскоро се претвора во една ужасна тортура кога Алисија одбива да го пушти да си оди дома. Заробен во куќата, тој е принуден да си игра со незините садистички игри пред се за да ја преживее ноќта. Лудата старица веќе е присутна на Шадер во текот на оваа година, но напомениме и Доли, кој млада жена Мейси се бори за опстанокот како е киднапирана од една фигура, чудовиште од порцелан, што би рекле, која сака да ја одгледа Мейси како свое дете во овој мрачен хорор филм во стилот на 70-тите, работен од режисерот Род Блекхарст. Главните улоги ги играат Фабиан Тереса, Шон Вилиам Скот, Итан Стапли, Марк Сепечот. Наводно ќе го добиеме на 6 март на Шадер, ама тука реков наводно и треба да се потенцира и подлече. Forbidden Fruits, вработена во Freedom Eden, Apple, тајно води вештерски женски култ во подрумот на продавницата, трговскиот центар по работното време, со колегите Чери и Фиг, но кога ново вработената Тикман го предизвикува нивното перформативно сестринство, жените се принудени да се соочат со состојаните отрови или да подлегнат на крвава судбина во оваа хорор комедија, продуцирана од Диабло Коди. Лили Райнхард ја предводи екипата во која се наоѓаат и Лола Тунг, Викторија Педерети, Александра Шип, Ема Чемберлен и Габриел Юнион. 50-тиот филм за вечерот за кој што ќе ви говорам е The Mortuary Assistant. Неодамна дипломирана погребничка открива злокомно присуство која почнува да работи на ноќната смена во својата нова работна обврска во оваа адаптација на видеоиграта. Филмот е режисиран од Джеремаја Кип од Slapface и ко-сценарист е Трейси Биби од Dog Years и дизајнерот на игри Брайан Кларк пред се. Вила Холанд Одеро и Пол Спаркс, кој што има Еми номинација од Black Empire, глумат во ова издание кое ќе заврши исто така на Шадер оваа година. Orphans, Изабела Фурлан се враќа како Естер во престојниот приквел во кој што глумат и Стивен Моер од True Blood, Сузан Уест од Goodnight Mommy и Саймон Мен од Westworld. Секако дека ќе има повратништво на Вилјам Брент Бел од Orphan First Kill и кој го режира Orphans според сценариото на Дейвид Когешал. Односно тој е авторот и на First Kill, меѓутоа и на The Haunting in Connecticut 2, односно Ghost of Georgia. Тоа неуспешно продолжение пред се. Over Your Dead Body, Самара Вивинг и Джейсон Сигал глумат како двојка која се пушта во бегство за викенд со тајни планови да се убијат еден со друг во ремейкот на мрачниот комичен трилер The Trip, кој што беше работен на страна на Томи Виркола. Филмот е адаптиран од Ник Кочер и Брайан Мекелхейни, вклучува и звездана екипа во која се наоѓаат и Тимоти Олифант, Джулиет Луис, Пол Гилфойл, Кит Джардейн. Режисер е Джорма Таконе од The Lonely Island. The Trip беше одличен филм на Виркола, се надевам дека ова ќе биде на рамништето на оригиналниот филм. Ривер, жанровските фаворити Джейн Леви од Evil Dead и Джесика Рот од Happy Day се соочуваат со маскиран убиец во ова издание на Шадер, кое ќе се појави и во киносалите некаде од 2026 година. Во текот на оваа година, значи, Макс Мартерн од Devil in Disguise the John Wayne Gacy и Дейн Дилиегоро од Prey исто така глумат во дебитанскиот филм на сценаристот режисер Джошо Джулиано. The Young People, режисерот Осгуд Перкинс го продолжува своето партнерство со Неон во нивната четврта соработка. Деталите од заплетот се уште се ригидни, не се кажува дека филмот ги сепак се кажува дека филмот ги следи двајца школски другари од кои што еден почнува да покажува некако си чудно однесување. Лола Тунг и Нико Паркер го предводат ансамблот на актери во кои се наоѓаат и Никол Кидман, Брендон Хайнс, Куш Джамбо, Хедер Греем, Джони Ноксвил, Лили Колиас и Татјана Маслани. Ice Cream Man,
Horror Section, продукцијата на Eli Roth, постојано создава нови жанровски филмови, а престојниот ремейк на кој конечно ќе го работи, односно ќе режира нешто Eli Roth во неговиот живот, а да не е тоа Hostel или па Cabin Fever, тоа ќе биде Ice Cream Man, односно адаптација на ремейкувањето, тоест на филмот од 1995 година, кој е едно враќање на лепливиот злобен нагол за хоророт за видеотеките од 80-тите и 90-тите години, што неговиот, нели, посебен бренд на продукција се чини дека е направен да го зачува и да го одржи во живот, преотувајќи основната идеја за овој култен фаворит со првично Клинт Хауард во главната улога, нели? Рот ќе се справи со приказната за травматизиран продавач на десерти кој користи шеќер како систем за испорака на насилството. Исто така во Horror Section од оваа година ќе го добиеме и Стилето, кој е слешер филм сместен во стриптиз клуб. Во главната улога е Джиджи Гастин и представува едно страшно искушение од поинаков агол. Ова е еден од неколкуте нискобуџетни филмови што доаѓаат од брендот на Horror Section оваа година. Ќе обрнеме внимание и на двата. Секако The Serpent Skin се појава првата половина од оваа година наводно. Ако не знаевте дека австралиската режисерка Алис Мајо Меквеј наполни 21 година минатата година, никогаш немаше да го претпоставиме тоа од самото вербата која што е поседувал незиниот 6-ти филм The Serpent Skin. Овој вештерски филм фантазија филтрира романсата низ јасни инспирации за режисерката од Buffy, The Vampire Slayer и Волшебнички, за да создаде една волшебна меланхолична визија повиена во желба во крвав неон. Потоа Мајо Мекеј ќе работи на научно-фантастичниот хорор филм насловен Our Effed Up World со Джейн Шенборн како продуцент, така што Алис има многу за работа во текот на оваа година, никогаш не ни престанала воопшто. Рокија, дебитанскиот филм на алжирскиот режисер Јанис Кусим, премиерно беше прикажан на неделата на критичарите во Венеција пред да се прошири низ фестивалските кругови на Ситџес, Лиц и Солун. Ова е спор психолошки трилер раскажан низ две временски линии со инволвирање на историјата на земјата. Алжир возбудлива поставеност ја спојува со обраќањата несреќа од почетокот на 90-тите, во кој еден човек со амнезија се соочува со денешното пропаѓање на еден остарен екзорцист кој се бори со Алцхаймеровата болест против сенките на насилниот екстремизам. Watermelon Pictures ги доби правата во САД и планира кинодистрибуција од текот на оваа година. The Plague игра во кино овој месец во САД, ама ние не го добивме кај нас. Играше на фестивали минатата година, во кој во камп за изучување на ватерполо за момчиња, социјално анксиозно 12-годишно дете е вовлечено во сурова традиција насочена за болест која што ја нарекуваат чума. Но, како што границите помеѓу играта и реалноста се заматуваат, тој се плаши дека всушност шегата која што се подбива на негова сметка може да крие и нешто вистинито во себе. Сега, Terrifier 4. Сослушајте ме. Според сознанијата, Кловнот Арт наводно треба во октомври да се врати во киносалите за да ја заврши тетралогијата на една од најкрвавите слешер франшизи која ветува кулминација на пресметката со големи откритија, се разбира, за митологијата на серијалот на филмови. Продолжувајќи веднаш по ужасните настани од тројката, филмот ќе ја следи Сиена Шоу додека таа се впушта во очајната мисија да ја спаси својата помлада братовчетка Габи, која е влечена од демонскиот раскол во пеколот. Дали ќе се случи Арт да убива и оваа година, ќе почекаме неколку месеци да добиеме дополнителни информации. За сега ги имаме само овие начнувања на началата за овој филм. The Face of Horror, повратништво на режисерската палка на Ана Билар, која што ја знаеме од одличниот Pastel and the Love Witch. Оваа готска хорор романса е слободна адаптација, прераскажување прецена на класичната јапонска приказна за духови Јоцуја Кајден, со тоа што пак би очекувале силни бои, хамер естетика од незина страна за реализирање. Приказната следи згодниот витез Едвард Карнифлекс, односно глумен од Джона Хауард Кинг, кому му станува здодевно од како ќе се жени со својата долгогодишна љубов Еленор, глумен од Кристин Форсет.
Едвард ја напушта својата сопруга за да се стреми кон богата и благородничка со висок статус. Бела Хиткок ја глуми неа. Сепак Еленор не е жена што треба да се занемари. Проголтана е од беси предавството и Еленор е принудена да се одмазди со една крвава, надприродна пред се одмазда кон својот неверен сопруг. Со ансамблот се вклучени и Ели Бамбер како сестрата на Еленор, Беатрис и Лео Сутер како лојалниот штитоносец на Едвард, односно Ричард, кој се додворува на Беатрис среде ескалацијата на трагедијата. Ќе ги напоменеме уште неколку филмови имаме. The Dreadful, Наташа Киермани ќе го режира историскиот филм за Ана и незината свекрва Мурвин, кои живеат осамен суров живот на периферијата на општеството, но кога еден човек од нивното минато се враќа, тој ќе предизвика низа на настани што ќе бидат пресвртница во животот на Ана. Премиерата наводно е на 20 февруари. Ќе го напоменам и Ед, во кој мај, односно наводно во мај ќе го добиеме во некаква форма. Филмот за освестената кукла за тестирање на судири, која бара одмазда врз несовесните возачи, предизвикувајќи болка кај неговата создавачка, односно жена, прогонувана од трагичната сообраќајна несреќа, додека тој предизвикува хаос, развива сложени чувства кон инженерот кој што го изградил, режира овој филм го режира Кристофер Џеј Скот и ќе глуми во него Џон Траволта. In Ground, да го напоменеме, во кој таткото гради базен во дворот за да се поврзе со својот син по разводот во текот на летото. Забавниот градежен проект неочекувано станува извори на ужас. Арон Кац го режира, Александра Дадорио ќе глуми во него заедно со Џон Чо. И за самиот крај ќе напоменеме уште неколку филмови. Монитор е еден од нив. Се очекува евентуално да се појави во март, евентуално е клучниот збор кај овие филмови. Мед Блек, Рајан Поли го режираат филмот за демонско суштество кое ги демне модераторите кои блокираат едно ужасно видео, прогонувајќи го секој екран и хранејќи се со страв се додека не го објават надвор од дигиталниот свет. 65-тиот филм за вечерва е Песенџер од Андре Овердал со Мелиса Лео за неколку недели по почетокот на нивната животна авантура во комбе. Еден млад пар да биде сведок на ужасна несреќа во која возачот умира. Наскоро ги брка и демонски прогонувач кој е невозможно да се престигне и ги следи каде и да одат. И 66-тиот филм за денес е Сендер. Расел Голдман ќе режира филм во кој Рија Сихорн ќе почне да добива пакети што содржат вознемирувачки лични предмети, што ќе ја направи параноична за да го пронајде својот мистериозен испраќач кој можеби го глуми да смалчи, он можеби и не. Покрај овие 66 филмови, да ги напоменам дека можно е, евентуално, оваа година да ги погледнеме и Alien Romulus 2, Emmetsville, The Blair Witch Project е ребутот, приквел на Conjuring, ремейк на Cujo, The Faculty, Final Destination 7 ќе доживееме, Magic ремейк ќе има свој виден, A Quiet Place Part 3, Smile 3, Thanksgiving 2, They Will Kill You, приквел на Weapons, Wolf Creek Legacy, Лука Гваданињо наводно ќе прави свој American Psycho и веќе споменатиот Екзорцист на Фланеган и Unhinged на Вингард, кој знае дали ќе ги добиеме во текот на оваа година. Најочекуваните хорор филмови за 2026 година, според мене, ќе бидат Дуба, Obsession, Scream 7, Evil Dead Burn Hokum, Redux, Psycho Killer, Werewolf, The Backrooms, Ice Cream Man, Bodycam, Hunting Matthew Nichols и Terrifier 4. Минатата година, 3 филма од 13-те кои ги правам во оваа листа завршија во финалната листа за последната епизода во изборот за хорор филм на годината. Се надевам дека така ќе биде и од оваа година, со оглед на тоа што ќе има многу изненадувања, особено од неанглиските говорни филмови кои ќе се појавуваат од негде никаде, како печурки по дожд од крв. За крајот на емисијата ќе слушнеме по две композиции кои се наоѓаат на новите албуми на Soen и Ulver, односно од Reliance на Soen ќе слушнеме Mercenary и Unbound, додека пак од Ulver, односно нивниот албум кој го објавија на Нова година, Neverland,
ќе слушнеме People of the Hills и Pandora's Box. Со тоа што јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 635-тиот гримуар на Данс е Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данс е Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари!